Ovo je gradот кој катадневно се буди во лулката на Баба Планина. Градот кој своите спомени ги љуби колку и својата иднина и задоен од мирисот на моликата и магнолијата, ќе ги отвори своите дамари пред секој патник намерник да го покани на кафе со локум, да го напие црно вино, да го напои со наслада во која се тоне со секоја измината стапка низ неговиот полилеј од улици, мостови, луѓе и судбини. Убавите битолчанки, на разминување ќе ви намигнат миризбата на традиционалните јадења која ќе ве заплисне кога проаѓате покрај низата ресторани, со покана да се насладувате на богатите вкусови. Джагорот ќе ве понесе по сокакот широк со силен магнетизам кој ве влече се подлабоко во неговите дамари, во неговите тајни. Подарете му ја сета ваша љубопитност на овој град, кој нескромно ашикува со вашата желба да го прошетате, да го вдишете, да го запознаете, да го засакате, да го доживеете, да останете вечно со него. Градот Битола е скриен меѓу зелените брегови на Баба Планина, крај житната Пелагонија, во југозападниот дел на Република Македонија. Иначе, градот Битола за прв пат е спомнуван од словените некаде во 7 век. Се смета дека основоположници на самиот град се брасјаците. Тоа е едно од македонските словенски племиња. Меѓутоа, оние запишани информации и податоци датираат некаде после 11 век, кога градот ги добива познатите имиња како Бутела, Бутели, Обител, што всушност во превод како термини или епитети значат живеалиште или куќа. Нејзините корени се запретани длабоко некаде помеѓу рушевините од античкиот град Хераклеа Линкестис, основан од Филип II, таткото на Александар Велики, денес најпознатиот археолошки локалитет во Македонија. Особено важен пишан извор во кој е спомнато името Битола е така наречената грамота на царот Василије II од 1019 година. Овој документ е правен акт со кој биле одредени правата на Охридската архиепископија, при што биле наведени епископските подчинети на Охридската црква, меѓу кои и битолскиот епископ. Од повеќето средновековни извори, првенствено западни, се споменува името Пелагонија, денешен регион од 9 општини, како ознака за битолската епископија, а некаде населбата била позната под името Хераклеа, благодарение на црковната традиција, затоа што Пелагониската митрополија е продолжение на епископијата на градот Хераклеа. Во средниот век, Битола представува црковно седиште за областа Пелагонија и пошироко. Легендата за името за манастир е сигурно поврзана со огромниот број на манастири кои што биле тука на ова подрачје, во градот и околу самиот град. Некои легенди зборуваат за некои си импозантни бројки до 70 и неколку, меѓутоа за тоа немаме се уште никакви утврдени податоци. Меѓутоа сигурно е претпоставка дека ова подрачје под нешто ги изненадило освојувачите, дека постоел богат сакрален христијански живот на овие простори, во овој дел од градот. Иако овие информации не може со сигурност да се потврдат, сепак, сосема е веројатно бројот на црквите и манастирите да биде причина зошто овој град го добил името манастир. Во денешно време е интересно што и граѓаните на некои држави како Грција, Албанија, Турција, па дури и Тунис
се уште градот го препознаваат по тоа име. Во денешно време во Битола и незината околија постојат околу 100 цркви, некои датирајќи дури од 16 век. Исто така, под истражување се и неколку други кои датираат од многу порано. Овој заводлив град не може да го остави рамнодушни. Ова е градот на конзулите, градот на пијаното, градот на убавата музика, најградскиот град. Најразлични епитети го красат овој град во Македонија. Најинтересно од се тоа е што ова е Широкстокак, најпознатата улица, каде што се случува живот, каде што убавините на самите луѓе кои што живеат и работат на самиот Широкстокак ги пренесуваат преку храната, музиката и преку сите други можни сетила човекот, постојаните намерници, патници да доаѓаат повторно и повторно, заљубувајќи се повторно и повторно во прекрасната Битола. Градот Битола, расположен во југозападниот дел на Македонија, во подножјето на Баба планина и плодното Пелагониско поле, е пребогат со историја и бројно културно наследство од зората на културата до денес. Првите траги на живот во Битолско се од старо камено време, палеолит. Магливата зора на екзистенцијата на човечкиот род е потврдена преку джебните орудија од струган бел камен кој ги создал човекот неандерталец, а пронајдени се во близина на Битола кај селото Крстор. Мал е бројот на простори кои може да се пофалат со еден ваков податок. Пред илјадници години, кога човекот не умел да ја скротува природата околу себе, во светот имало многу малку места погодни за трајно населување. Едно такво место е Битолскиот крај. Плодното Пелагониско поле нудело многу услови за добар живот. Затоа не случајно првите и најстари траги на живот потекнуваат од Битолскиот крај, поточно од местото Крстор. Во близина на ова село, во Првата светска војна, францускиот научник Пати откри стругани орудија од бел струган камен, кои што припаѓаат на старото камено време, односно палеолитот. За жал, овие предмети се чуваат во Франција, но се познати во јавноста. Друга значајна епоха во живењето на Битолскиот крај е младото камено време, неолит, кое траело од 5500 до 3500 година пред нашата ера и оставило значајни траги кои ја дополнуваат светската преисторија. Откриените неолитски населби кај селата Велушина, Породин, Могила, Карамани, Врбјани, Трн, Црнобуки, Бакарно гумно, Радобор и многу други, распоредени во рамнината, а со поголема концентрација долж коритото на Црна река, се повеќеслојни. Некои до 8 метри височина, познати под името Тумби. Брилјантните теракотни идоли на богинките мајки од Велушко-породинската група се силни сведоштва за тоа време. Времето на откривањето и употребата на металот од 3500 до 1200 година пред нашата ера е проткаен со силни нишки на превирање. Златото е првиот откриен метал што служил и за украсување, а бакарот со своите легури станал порок за многу движења на народите од Европа и Азија, познати како индоевропски преселби. Поради се ова неслучајно населбите од овој период се подигнати на доминантни места погодни за одбрана. Остатоците од тие виорни времења, изнедрени од могилите кај селата Живојно, Зовиќ, Брод, под кои за секогаш ги оставиле своите мртви, некогаш спалени, некогаш положени, но секогаш во придружба на ефектни украсни керамички садови и накид. Во мугрите на античката епоха ќе процвета обработката на благородниот метал. Надалеку познатиот гроб на принцезата од Родовската некропола кај Беранци, со положениот накид, е само силна потврда дека тука од векутум век модата се следела. Примероците од Беранци со барокни детали, стаклена паста, палмети со минуциозна техника на филигран и помалку гранулација, посебно аплицирање на свинга, впечатливите преврзоци со пирамидална форма,
Сцена е раскошните појави на накид не само во овој крај, туку и пошироко, но и потврда за неодоливото привлекување на источните мотиви. Богатите гробни наоди ја соопштуваат моќта на локалната аристократија, која ја следи модата на егејскиот културен круг, но белезиците со така наречениот змиски стил само ја потврдуваат традицијата на македонско-пајонскиот простор. Најстарите камени споменици се потврдуваат со надгробните стели од црнобоки, датирани во средината на 4 век стара ера. Со префинато чувство на пиетет кон покојниците, представени се дами од висок општествен слој во придружба на своите најблиски. Благата тага на нивните лица е вистинската магија на оваа стела и ја става во редот на најнежните и најчистите споменици од тоа време. Стелата пак од Хераклеја со приказ на гозба од една страна го одразува духот на своето време, а од друга укажува на продорот на култовите од Месопотамија преку Јонија и Кипар до овие краеви. Со доаѓањето на римјаните во овие краеви, познато е дека римјаните цели 20 години од 148 година до 168 до 148 година пред нашата ера ги воделе оние познати битки македонско-римски војни. За цели 20 години им требало да ја освојат Македонија. Тие ја освојуваат Македонија и за полесно да владеат со неа ја делат на 4 области. Најпознат град во четвртата област и главен град е Хераклеја Линкестис. Историскиот локалитет Хераклеја Линкестис се наоѓа на јужната периферија на градот Битола, во познатата област Линкестида. Интересот за собирање на античките старини од Битолско се појавува од раниот среден век, но интересот на научната јавност за книжевните и археолошките старини започнува во крајот на 18 и почетокот на 19 век. Скоро и да нема место во Битолскиот крај каде не поминале научници, колекционери, конзули, свештеници, патеписци и слично, а да не однеле по некој вреден пишан документ или предмет. Се одело дури дотаму што настранските научници со специјални фермани издавани од султаните им било дозволено слободно да прекопуваат, а ископаниот материјал или да го откупат, или едноставно да го пренесат во својата земја. Оваа привилегија најмногу ја уживале дипломатските представници, особено конзулите, кои ја имале оваа задача во својата секојдневна активност. Во оваа насока особено биле активни британските дипломатски представници. Така, запасијата кон археолошките знаменитости на градот Битола и околината на конзулот Калверт, кој бил конзул од 25 февруари 1860 година, и неговата колекција што ја чувал во својата резиденција, добиваме информации од Хейзи и Даумет, кои при посетата на Битола во 1861 година се вчудо не виделе од таа колекција. Во оваа насока ја излагаме мисијата на Вилјем Мартин Лик, британски политичар и воен работник, археолог, филолог и истражувач, изведена во епохата на Наполеоновите војни. Неговата мисија имала за цел да се испита тогашната современа состојба во Македонија, незината стратешка важност, комуникацијските потенцијали, политичката раздвиженост и незиното културно, пред се археолошко наследство. Во едно од неговите дела прави обстоен осврт за Пелагонија и се задржува на знаменитостите на античка Хераклеја и на Лихнит, посебно на античките надписи од овие наоѓалишта. Посебно место зазема статуата, односно бистата на Ајсхин, познатиот говорник Ајсхин, која што е заведена под бројот 1839, сушност тоа е годината кога таа е истражена и однесена во Лондон. Исто така таму се наоѓа и една глава на еден неидентификуван поет. Важно е да се каже дека овој лик, научник лик, бил голем љубител на нумизматиката и познато од литература дека тој во тој период однесол многу голем број на нумизматички предмети од Хераклеја и од околината на Битола,
кој што дури има податок дека тој ги продал за 5000 фунти на музеот во Кембридж. Бистата на Ајсхин, работена во духот на класицизмот на Хадријан, која ја ископал во Хераклеја, а ја добил како подарок од Алипаша Јанински во 1839 година, му ја предал на Британскиот музеј во Лондон. Во 1851 година, исто така ја пренел и бистата на неидентификуван поет. Така денес, не само овој музеј, туку и многу други познати музеи во светот се накитени со репрезентативни експонати од нашата Хераклеја. Восхитот и неодменливата привлечност што ја буди овој град од давнешни времења трае до ден денес. Неограничен број на посетители. Во почетокот на 40-тите години на минатиот век, вршени се сондажни истражувања на Хераклејската акропола. Во почетокот на 1936-38 година, во Хераклеја истражуваше екипа на музеот на кнез Павле од Белград. Во тој период однесена е и брилјантната статуета на Атена Партенос, денес во Народен музеј Белград. Фигурата на Атена ја прикажува величината на класичната уметност од Фејдииното време. Оваа прекрасна статуа со својот достоинствен архаичен изглед многу е блиска на оригиналот на Фејдиината Атена Партенос на Акропол. Ние кои би напоменале дека само можеби 1/7 или 10 од Хераклеја е откриено. И она што го гледаме од Хераклеја е како архитект, ќе речем повторно, од урбанистички аспект, мене ми е јасно согледливо дека тој дел што е откриен од Хераклеја е епископското седиште. Тврдината во која што била сместен епископо, нешто како Ватикан за Рим. Ја имаме сега таа една целина и со понатамошните археолошки истражувања, понатаму мислам дека ако се овозможи дека Хераклеја ќе може да го добие своето вистинско значење се погоре и повисоко во рамките на археолошките локалитети на Европа. Веќе од 1975 година, со работите во Хераклеја раководи самостојно стручна екипа од Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј Битола. Единствениот извор од кој предпоставуваме како се роди овој град е Демостен. Човекот кој со жар ја бранеше независноста на Атина, атинската демократија и слободата на Грција од македонскиот империализам. Затоа, доколку се веродостојни зборовите на Демостен кои што се однесуваат на Хераклеја Линкестис, тогаш датата на првата Филипика е 349 година, терминус анте коем, за основањето на овој град. Подигнат е како стратешки центар на северозападната граница на македонската област Линкестида од страна на Филип II Македонски. Хераклеја, со бројот и дебелината на културните слоеви на вистина не надмината. 10 слоеви и 7 нивоа со остатоци од населби се редат еден преку друг, со што во незиното долговековно постоење посведочен еден континуиран развој во повеќе епохи. Првите материјални сведоштва потекнуваат од доцно-бронзениот период. Акрополата пак, утврдувањето на врвот од ридот кое и денес е доминантно, укажува на македонско-хеленистичкиот карактер на Хераклеја од 2 век пред нашата ера. Надмокиноста на Хераклеја во древниот свет лежи во едно срекно совпаѓање на историјата и географијата. Сместена во плодната рамнина, северно заштитена од Баба планина и рекичката Сива вода од јужна страна, низ неа од памтивек водел пат кој во времето на римското владение го заменил најпознатиот пат на класичната епоха Вија Игнација, спојката на Јадранското со Егејското крајбрежје. Имено патот од Јадранскиот брег до Дарданелите бил користен уште во предисторијата.
во текот на првиот милениум е познат како Кандависки пат. Римската војска по него навлегувала на Балканот, а во вториот век од старата ера, 40-тите години, конечно е оформен и осовремен според римскиот патен стандард и наречен според името на раководителот на работите, Прокос Егнатиус. Хераклеја како важна станица на Вија Игнација ќе биде забележана на повеќе патокази. Itinerarium Antonini Augusti, Itinerarium Burtigalense, Tabula Peuntingeriana, а во подоснежното време и во компилативната космографија позната под името Ravennaitis Anonumi космографија како станица на патот Хераклеја Стоби. По римската окупација 168 година во битката кај Пунда, Македонија ќе биде потполно поразена и претворена во римска провинција 148 година пред нашата ера. Од сите мерки што ги презеле римјаните, оневозможување на економското и военото единство, најтешко од се било делењето на 4 области со забрана за меѓусебна трговија и женење. Хераклеја влегува во 4-та Мерида, при што ќе добие постојан римски намесник и постојана римска војска. Така ќе стане значаен економски политички центар. Идеалната местоположба условила градот да биде директно изложен на новите струења што доаѓале од метрополата. Цели 6 века минувале во целосна романизација на подрачјето на Хераклеја, која зрачи со асимилаторска сила на тогашното најмоќно светско царство. Бројни епиграфски споменици го потврдуваат сожителството на доселениците од јужноиталските и ориенталните провинции со хераклејскиот граѓанин. Од тоа време, највисок степен на цивилизаторски развој имала во првите векови по Христа, кога добива статус на колонија. Според еден надпис на мермерен постамент во почетокот на 3 век по Христа, го носи династичкото име Септимија Аурелија Хераклеја. Со добивањето на градски лик, Хераклеја ќе се претвори во вистински бисер на римската архитектура. Но колку и да била градена според строгите канони на градежништвото на големата империја, сепак традиционалните влијани оставале длабоки, неизбришливи траги. Покрај обележјата на римскиот период, се задржале изворните институции како консекрација на робови. Постоењето на ова институција во Хераклеја во римскиот период покажува дека населението своите духовни потреби, ритуали и култови си ги задржува и понатаму. Најраните урбани делови од Хераклеја потекнуваат од раниот 2 век по Христа. Како град со повеќе вековна градска традиција ги има и неопходните градби што му даваат такво обележје. Портикот на судницата, северен крак од форумот, со правоаголна основа го епитомизира овој дух на смирен начин. Габаритот на овој портик е зачуван до крајот на антиката. По должината на западниот и северниот зид на портикот стоеле статуи поставени на високи постаменти. Денес, на местото каде што се пронајдени стојат 2 статуи. Една на Божицата на правдата Немеса и на првосвештеникот и добродател на Хераклеја, Тит Флавиј Орест. Со ископувањето на статуата на Тит Флавиј Орест, ископана со сета своја драматичност и мрачната историска тајна од крајот на 3 век по Христа. Рамнодушноста на варваринот, за кого оваа статуа представува само масивен мермерен блок, темел за неговата градба од камен и кал. На оваа груба конструкција што на плеките ја носи човекот од камен, угледен граѓанин и 2 пати првосвештеник и добродетел на Хераклеја, и се спротиставува единствено со сета своја блескавост. Главата на Орест е индивидуализирана со спокојна убавина, со смирен здив, очи, чело, лик, како што и денес може да се види на ова подрачје. На постаментот е запишано: градот му подига споменик на Тит Флавиј Орест, 2 пати првосвештеник и доброчинител, заради љубов кон овој град. На предлог на Гај Мари
Влосијан Трасон, додека беше политарх Мари Клавдиј Пулхер. Хармоничните пропорции, внатрешната цврстина на младо складно женско тело од втората статуа, дар од хераклејската граѓанка Јулија Тертила, и вообичаените атрибути Терезија и Лако, ја нестуваат маркантноста на богињата на правдата и судбината Немеза. Третиот постамент, кому софистициран изглед му даваат врежаните стихови од Хесиод, изведени од делото Дела и дни, посветени на богот Зевс и правдата, зборуваат за еден висок степен на образованост и култура од втората половина на втори век по Христа, кога се одвиваше големата градежна дејност врзана за владењето на цар Трајан. Надписот гласи: правдолюбивите луѓе никогаш не ги стига глад, бидејќи со напор си работат вредно. Едно од позначајните достигнувања во римската архитектура се јавните терми, каде што се одвивал интензивен општествен и културен живот. Термите всушност го означува терминот бањи, кои што во тоа време биле градени веројатно според локацијата и големината на самите терми, претпоставуваме дека биле градени како за, да кажеме, посебен тип на лица кои што имаат можност да ги користат тие терми, работи според принципот на хипокауст. Всушност тоа се 3 простории, никогаш не сме го нашле отворот на тие терми во самиот локалитет. Со подигањето на термата во почетокот на 4 век по Христа, подоцна и водоводната мрежа почеток на 6 век по Христа, на многу висок степен ќе се подигне и здравствената култура на Хераклеја. Гениот на архитектурата од римското владење, каде што до совршенство се употребени плановите на искусниот градител Витрувије, повеќе од очигледен е во величествената градба театар. Градбата најверојатно било започната во времето на императорот Хадријан, за да биде готова во времето на императорот Антонин Пие. Театарот бил изграден на природна падина. Седиштата во најголем дел лежат врз карпеста здравица. Театронот е граден од бел мермер, а зградата и скената главно од крупен кршен камен, врзан со цврст варов малтер. Фасадата, влезовите, внатрешните премини и другите детали биле обработени со квалитетни тули, разделени со широки малтерни фуги. Скената се состои од 5 правоаголни простории и раскошно украсена челна северна фасада. Театарот е релативно мал. Гледалиштето има диазома со 20 редови седишта. Можел да собере 2500 гледачи, а над горниот ред се наоѓал Немезион. Во средината на театронот, поставено од 4 до 8 ред седишта, стоела почесна ложа со седишта. Од имињата врежани на првиот ред од седиштата, дознаваме за тоа дека градот е организиран по изворен модел, поделен на фили, територијални општини. Асклепијат, Дионисиос, Артемисиос, Хераклеис. Спомнувањето на филите антиципира дека имало и филарси кои стоеле на чело на секоја фила. Филарсите, чија должност е временски определена, имаат обврски поврзани со администрацијата и религиозниот живот, како и за регрутирањето војници во римската армија. Од скената во оркестрата се излегувало низ 3 монументални порти, кои биле пластично врамени. Тука на средината на песочниот под се откриени траги од мала дрвена бина, пулпитиум. Во челниот зид, што ја опфаќа оркестрата, на двата краја стојат отвори, влезови за во сосема мали простории. Тоа се кафези во кои биле чувани и дразнети зверовите пред да бидат пуштени во арената. Ова значи дека театарот во Хераклеја покрај сценските изведби служил и за венаторски борби. Високиот зид од ортостати, кој што ја обиколува оркестрата и металната ограда врз него, служила за заштита на гледачите од раздразнетите животни. Театарот, со сета своја величенственост и задоволство, му се наметнувал и на богатите, и на сиромашните слоеви.
За да се исполни градба со седишта за околу 2500 гледачи, бил потребен народ со традиција, чиј што живот со векови имал високо културна димензија. Значајна улога театаров одиграл во создавањето на култот на маченикот. Посебно во креирањето на задоволството на луѓето кои тоа го гледале. Најинтересно било тоа што и најтежно секако денешен и од тогашен аспект, фрлањето на христијаните во арената на изгладнетите зверови. Меѓутоа тоа за христијаните било сосема од друг аспект гледано, верувајќи дека ја спасуваат душата со својата смрт, со молитви и без плач се предавале на смртта. Влегувајќи во периодот на среден век, градот и неговата околина веќе имале долга историја. Сепак периодот од 7 до 10 век по Христа е најтемниот период во историјата на градот Битола. Силен материјален документ и најверодостоен доказ за постоењето на градот е така наречената Битолска плоча, каде што за прв пат се споменува името на Битола со испишани старословенски букви. Плочата се наоѓала на влезната порта од Битолската тврдина, каде ја поставил Јован Владислав во 1015-1017 година. Факт е дека Битолскиот крај, веројатно поради големото воено и стратешко значење, во средновековието представува вистински метеж од окупатори. Како никаде на друго место, многу често ги менувал господарите, особено во бурниот 12 и 13 век по Христа. Во Битола лично престојувале и византиските цареви, подготвувајќи ги оттука своите походи. Сигурно овие цареви се уцврстувале убаво, во како што напишал патописецот Ел Идриси во 12 век, во убавиот, прекрасен и пријатен град Бутили. Сите оние кои доаѓале во Битолскиот крај, оставале по некоја трага од својата материјална култура и си заминувале. Во предвечерието на османлиското освојување, Битола и цела Пелагонија се наоѓала во рамките на владењето на крал Марко и поминувал еден релативно мирен период од својата историја. Но новата османлиска воена кампања, насочена западно од реката Вардар, која започнала во 1385 година под водство на румелискиот беглербек Тимурташ Паша, го нарушила тој мирен период. Битола, за разлика од Прилеп, дала многу посилен отпор, така што османлиите кои ги предводил Тимурташ Паша не успеале брзо да ја освојат, а борбите околу неа биле жестоки и траеле извесен период. Сеќавањето за османлиското заземање на овој град останало во народната меморија, но и во воените записи од тој период. Македонскиот собирач на народни преданија Марко Цепенков забележал: турците кога го презедоа Прилеп, ич пушка не пукна. При се што Битола ја преземале од две страни, едната војска од кај Прилеп дошла, другата од кај Воден, и пак лесно не можеле Битола да ја преземат. Чунки крал Толјо се биел од калето, а калугерите што биле во 72 манастири, и тие се бореле. Тики баја ги време што се мачеле, дури Битола ја презеле. Сепак, бранителите на градот на крајот морале да попуштат пред надмоќната и многубројна османлиска војска. Заземањето на Битола е опишано и во делото Кратка историја на битолскиот вилает од мајор Мехмет Тевфик, директор на воената гимназија во Битола. Во него се наведува дека кога османлиите тргнале да го освојуваат градот Битола, неговите жители неколку дни се спротивставувале. Но кога виделе дека отпорот е залуден, се послужиле за гостопремство. На јаничарите што ги имале поставено своите шатори пред влезот на Битола кај црквата Света Недела
им пратиле 38 девојки кои носеле богати дарови. Командантот на турците Тимур Ташбек го разбрал овој гест како проба на моралот на неговата војска. Ги примил даровите, но истовремено богато ги наградил девојките и бидејќи била ноќ со јака стража нив ги обезбедил, а утредента ги вратил во Битола. Восхитени од оваа постапка битолчани го пределе градот. Меѓутоа по наредба на Тимур Ташбек, битолската тврдина што се наоѓала на ридот Кале Баир над денешната крива воденица била до темел разурната. И покрај тоа што постојат известни податоци кои укажуваат дека Битола била предадена на мирен начин, сепак општо прифатен став е дека Битола била освоена во 1385 година по воен пат, поради што претрпела и поголеми последици во првите години од османлиското владење. Пред доаѓањето на Отоманската империја, градот бил центар. Марко Цепенко споменува дека бил еден вид на македонски Хиландар. Со многу цркви, многу манастири, многу културно-духовно живење. Со доаѓањето на османлите, градот ја менува својата структура урбана пред се и визура со поинаква архитектура, целосно, бидејќи единствен град пружил отпор со доаѓањето на турците, не доста речиси целата таа предосманлиска ситуација е рушена и изграден е еден нов град со нова, како што реков, визура. По воспоставувањето на нова власт, постепено започнал да се менува урбаниот изглед на градот. За новата административна, верска и воена власт било потребно да се изградат нови објекти од профан и од сакрален карактер. Но за Битола е карактеристично тоа што најзначајни верски османлиски објекти кои најмногу влијаеле врз промената на изгледот на градот биле изградени во 16 век, кога османлиите ја користеле Битола како база за нивните походи на запад кон албанските територии, пред се против долготрајното востание на Скендербек. Промени настанали во самата структура на градот и во однос на местото и начинот на живење на обичните луѓе. Имено, во градот биле создадени посебни маала, надвор од старата средновековна тврдина. Маалата, кои биле една од главните карактеристики на ориенталните градови, започнале да ја формираат новата урбана структура, која веќе не представувала затворен тип на град со големи зидини околу живеалиштата. Како и во другите освоени градови од османлиите, тврдината, односно затворениот средновековен град, бил напуштен како место за живење и надвор од зидините бил создаден отворен град без зидини и порти. Така, во првиот познат попис за Битола од 60-тите години на 15 век биле регистрирани 9 муслимански и едно христијанско маало, и сите тие биле расположени надвор од тврдината. Колку новите градби да биле ретки и не толку впечатливи по својата монументалност, сепак градот од архитектонски аспект доживеал една ориентална урбанизација и со текот на времето бил целосно променет во однос на стариот средновековен град. Од типичен средновековен град, тој бил претворен во типичен ориентално-балкански град, така што и во културен и во урбан поглед Битола станал османлиски град. Институцијата вакав задолжбина ја има најважната улога во трансформацијата на градот. Прв помен, прв зародиш на чаршијата наоѓаме во вакафнамата на најстарата џамија на Балканот, џамијата Атик, односно Сункур Чаушбек, која е изградена во 1434 година, каде се наведува дека ктиторот за одржување на објектот ги издавештал приходите од сите куќи, анови и дуќани, 25 на број, на просторот од Чира пазари, пазар за Борини, па се до Ченгел Каракол, ноќна стража, која веројатно се наоѓала на излезот од градот во правец кон Прилеп. Тогаш изградените објекти, џамијата, мектебот, имаретот, јанот,
ќе го бележат зачетокот на битолската чаршија. Таа ќе никне во срцето на градот, со многобројни улички, дуќани, магази и работилници, каде се работело по принципот една уличка, еден занает. Ќе формираат повеќе од 30 наменски пазари: Ат пазар, Мас пазар, Мума пазар, Туз пазар, Бакалски пазар, Сгр пазар, Тенеќе пазар и други. Импресивноста на чаршијата, која брои 900 дуќани кога градот брои 50.000 жители, ќе биде забележена во патеписите на млетачкиот пратеник Бернард, крстоносецот Вилијам Тирски, турските патеписци Хаджи Калфа, Ами Буе, како и најпознатиот меѓу нив Евлија Челебија. Во поглед на занаетчиско-стопанската и економска ситуација во градот Битола, со стабилизирањето на централната власт во 15 и 16 век, се стабилизирала и економската ситуација во градот. Занаетите и бројот на занаетчиите, како и производството, се зголемувале паралелно со зголемувањето на бројот на градските жители и со зголемувањето на административното и политичко значење на градот. Занаетчиството во наведениот период било привилегија на муслиманското население, откаде потекнувале најголем број од занаетчиите. Кај христијанската заедница, нешто поголем раст може да се забележи дури во втората половина на 16 век. Исто така мора да се истакне дека добар дел од градското население се занимавало со земјоделство, како и со сточарство. Безистенот е еден вид на објект кој ги обединува граѓаните од различни етникуми, во кои се врши трговија, во кои се вршат различни комуникации, различни размени на размислувања. При неговата реставрација и зајакнување на конструктивниот систем и фундаментите на објектот, во неговиот дел во визбените простори се пронајдени делови од темелни остатоци, се предпоставува од бедемите на стариот град кој што изгледа функционирал во византијски период со импозантна дебелина кој што се преку 2 метри, на некои места колку што се сеќавам по колегите како што кажува негде до 3-4 метри. Во тоа време во непосредна близина на чаршијата ќе никне еден од постарите профани објекти, надалеко прочуениот по својата убавина и големина, безистенот. Со намена да биде место каде ќе се купуваат скапоцени ткаенини, истиот почнал да се гради кон крајот на 15 век од страна на Беглер Беот на Румелија, Бесер Бегот и големиот везир Карадауд Паша Узунчар Пирли, познат градител на вакви објекти на Балканот. А приходите од него беа наменети за одржување на големиот вакав, што ктиторот го имал во Ускудар, во луксузниот дел на Цариград. Во специјалните трезори на оваа тврдина, затворена со железни порти, се чувал целокупниот данок собран во битолскиот вилает, за да биде испратен во царската благајна. Битола како еден од позначајните средновековни градови на територијата на Македонија, кој бил освоен со воена сила, уште од самиот почеток на османлиската доминација претрпел и значајни демографски промени. Веќе кон средината на 15 век, муслиманското население било поброено од христијанското. Врз база на податоците што ги даваат пописните османлиски дефтери за периодот од 1460 до 1568 година, може да се изведат неколку заклучоци за демографскиот развој на Битола. За целиот овој период, од околу 1 век, градското муслиманско население превладувало над христијанското. Тоа се должи на фактот што Битола бил важен воен и стратешки центар во западниот дел на Македонија. Таа се наоѓала во близина на албанските територии кои во текот на целиот 15 век биле потресувани од буни, а посебно од востанието на Скендербег кое во 15 век било најсериозна пречка за целосното завладување на Балканот. Но исто така тоа се должи и на фактот што при османлиското освојување
Битола жестоко се спротивставувала на освојувачите, од што може да се претпостави дека тоа предизвикало и поинаков однос на османлиите кон градот. Според исламската традиција, секоја населба која не се предавала по мирен пат, по освојувањето била подложувана на 3 дена грабежи од страна на војската, како казна за давањето отпор. Може да се претпостави дека нешто слично се случило и со Битола, поради што старите христијански жители на градот биле приморани да го напуштат градот, а на нивно место, покрај војаниот гарнизон, веднаш биле доселени и муслимански жители. Од овој период Битола, согласно информациите од пописните дефтери, била збогатена и со 2 нови етнички елементи. Првиот од нив бил еврејскиот елемент, кој за прв пат се јавува во пописот од 1528 година. Тоа биле евреите кои во 1492 година биле протерани од Иберискиот полуостров и од кои најголем дел биле примени во рамките на Османлиската империја. Вториот елемент бил ромското население, кое исто така за прв пат се јавува во пописот од 1528 година. Токму во тој период, крајот на 16 и во текот на 17 век, во Битола за нечиството, како и трговијата која се развива паралелно со него, се во постојан подем. Постојат бројни податоци за трговската размена и со странски држави. Во овој период Битола е веќе значаен економски, воен, административен и културен центар на Румелија, европскиот дел на Турција, на што укажува и постоењето на големиот Безистен и Саат Кулата, кои се карактеристични објекти за секој значаен трговски и занаечиски град, кој има важна стратешка положба и е лоциран на значајни меѓународни патни правци. Во незината чаршија, освен автохтоните занаети, се јавуваат и сосема нови кои со себе ги донесоа не само турците, туку и други народи кои се населуваа на овие простори, како ерменците, јуруците и конјарите, преселени од турските власти дури од Анадолија, како и евреите од Шпанија. Ритамот на животот во градот е тесно поврзан со развојот на занаечиството. Податоците укажуваат на тоа дека особено голем подем на развојот на занаечиството е во времето кога евреите доаѓаат во Битола. Тоа е некаде околу 1500 година, иако според некои автори можат да се сретат податоци дека еври на овие подрачја имало и пред оваа година, односно пред прогонството на евреите од Шпанија и Португалија. Периодот од крајот на 17 век во Битола ќе го обележи изградбата на Занданкуле. Тоа е приватна изградена кула во дворот на големиот шифлик на битолскиот муфтија Хаджи Махмуд Ефендија во 1628-29 година, кој бил учен теолог и писател, но и дервиш од редот на Шибенди. Неговата огромна библиотека се чувала во кулата се до 1863 година, кога била земена од битолскиот валија Хисени Паша, пошто и се губи трагата. Ктиторот на оваа градба бил сметан за свет човек, а кулата и незината непосредна околина биле култно место каде луѓето палеле свеќи. Според легендата, овој свет човек во момент на целосно духовно совршенство телесно исчезнал, оставајќи ја дервишката наметка која во кулата била чувана долго како реликвија, со чија помош биле лекувани разни болести. Во подоснежниот период, односно во втората половина на 18 век, се случила и друга значајна промена во демографската структура на населението во градот. Имено, познатиот Ајан Али Паша Јанински, во периодот од 1706 до 1790 година, во неколку наврати ја напаѓал и ограбувал најбогатата влашка населба Москополе. Големиот број бегалци кои ги напуштале своите живеалишта поради нападите на Али Паша се упатувале кон Македонија
и токму Битола и незината околина биле една од дестинациите што ја избрале за свое место на живење. И покрај постепеното опаѓање на моќта на империјата, доселувањето на голем број на власи во Битола дава нов импулс во развитокот на чаршијата, посебно на трговијата. Познато е дека во текот на 18 век Македонија, па секако и Битола, има јаки трговски врски со Австрија, Венеција, Марсеј, Ливорно, Франција, Будимпешта, Москва, како и со земјите околу Јадранскиот брег и Србија. Во поглед на административното уредување, Битола во првите векови од османлиската доминација била центар на Каза, како судско-административна единица во состав на огромниот паша Санџак со седиште во Едрене. За функционирање на градската управа во Битола, која имала статус на шехер, муслиманска населба од највисок ранг, се грижеле следниве представници на градската власт: Кадија, градски каја, кехаја, кетхуда, јаничарски сердар, мухтесип, баждар и ага за данокот арач. Постоењето на овие органи представува пример во кој може да се препознае организацијата на локалната управа, колку таа и да била хаотична во тоа време. Сите тие служби биле назначувани директно од централната власт, односно биле државни по своето потекло. Исклучок од нив била функцијата градски каја, кехаја, која имала локално потекло. Исто така тие имале и различни сфери на действување, и тоа административно-воена, судска и економско-социјална. Секако најзначајна од сите нив во класичниот османлиски период била функцијата на кадијата, кој бил најдоверливиот султански службеник. Во овој град, значи во тој период, живее и еден од најзначајните поети на Отоманската империја, кој своите дела ги има забележано, оставено на нишаните, мермерните споменици надгробни. Тоа не е само како еден начин на постоење на таа Отоманска империја, тоа зборува и за постоењето на еден образовен систем кој се спроведува најчесто во објектите, споменатите објекти за духовно просветлување на населението, така да, значи, во овој отомански период, покрај отоманската култура распространета во сите сегменти, образованието зема своја значајна улога и значајно влијаела врз формирањето на културното и живење и експанзија на овој дел од Балканот и на овој град. Во однос на образованието во Битола во класичниот османлиски период може да се зборува само за исламско верско образование. Од расположливите извори може да се заклучи дека во Битола во класичниот османлиски период постоеле и функционирале околу 16 медреси, средни исламски училишта. Тоа покажува дека исламското образование било на вистина на солидно ниво и дека во градот постоел еден слој од населението кој бил писмен и пред се верски образован. Се разбира, тоа се однесува само на муслиманскиот дел од градските жители, додека христијаните останале надвор од овој процес. Образованието на христијаните било истиснато надвор од градот и се одвивало во многу редуцирана форма во околните манастири и цркви. Една од главните апокалиптички состојби на овој град, тоа е миграцијата. Од кога постои овој град, миграцијата е секогаш негова содржина или негова пропратно дејство. Значи, од тој период, од отоманскиот период, значи почнува една миграција која без прекин и без никаква задршка ќе трае се до денес, така да градот кој имаше можност, имаше шанси да биде еден од големите центри после Солун на Балканот, најмногу заради војните и миграцијата денес е град кој е просечен и кој по бројот на жители е меѓу градските средини кои најмногу
размислуваат за својата историја. Со доаѓањето на големите европски трговци, почнува да се променуваат богатата граѓанска класа, да ги променува своите начини на однесување, на облекување. Исто така, уредувањето на своите домови, изградбата на куќите. Ги пушта децата на школување во големите европски центри. И така Битола, од еден средновековен шеќер, станува со отворањето на конзулатите и со другите представништва од цела Европа, па дури од истокот, еден голем европски град, космополитски град, во кој се зборувало, ама баш на сите јазици.